И знаеш зашто во светот имаш 4 модели на попис, светски. Значи, исто го шверцуваат со европско знаменце, а нема единствен унифициран европски модел. И за тоа кривично се одговара. Они лажеа со европското знаменце само за да не спречат нас опозицијата да им го блокираме или да го подобруваме или со денови да дебатираме. Пошто со европско знаменце 3 дена ти е само дебатата у парламент, на комисија и после на пленарка. Значи, немаш ти европска директива на која ќе се повикаш. Зашто? Затоа што секоја земја си има sui generis модели кои како сакат и текне. Компаративно 4 има. Традиционален од куќа до куќа да ти одат. После имаш електронски, фул електронски, без да ти одат. После имаш, французите имаат само еден измешан модел, континуирано не го викаат, со ажурирање на регистри. Апостол вика дека многу неуспешен бил и непрецизен. Па да, тоа е најредок, тоа е француски измислица и овој нашиот комбиниран. Знаеш зашто открие? Најдобар според мене у 21 век е електронски попис. Нема љутишта. Имаш регистри, бази, само треба да ги ажурираш, ама нашиот не се ажурира. Збориш на базите, матичен број, лична карта, пасоши, извод, здравствено, секаде и цела. И ги собираш сите регистри. Регистр, не знам, ти имаш кола, син ти има викендица, сето тоа негде е запишано. УЈП, да, све. Да. Ги вмрежуваш. Тоа е најсигурен. И тоа е најфер. Знаеш зошто го одбра комбиниран? Оти најлесно се манипулира. Најлесно се манипулира. Комбиниран, ако не можеш, као у случај, ако не можеш да стигнеш, ќе речеш, па и нив административно ќе ги попишувам. Дај бе, еве го законот, кај пише у законот административно попишувам? Интересно, ја го поставив тоа прашање. Ја живеам строг центар, значи памтам уште од дете, сите 6 пописи у Југославија и после пописите во Македонија, секогаш дошле кај мене, во моето соседство, толку се знае. Прв пат не дојдоа. И сега нормално обвинување, па шо не отиде, а и шо бевме у карантин сега кој ќе се објашњава и така натаму. Ама ми вика, не се секирај, ти си попишан. Можам ли да видам како да видам? Не можеш. Не можеш. На лепе очи ќе им верувам. А на шо сте ме попишале вие? На шо сте ме попишале? На Вибер и на Месенџер. Така попишуваа од Швицарска.